Во рамките на одбележувањето на роден денот на општина Петровец беше официјализирано збратимувањето со општина Петница од Црна Гора. Во посета на општина Петровец дојдена делегација предводена од градоначалникот на општина Петница Сами Раговиќ, како и бизнисмени кои ги разгледуваат можностите за инвестирање во Петровец. Градоначалникот Борче Митевски рече дека ова е втора општина што се збратимува општина Петровец, а целта е да се доближат двата народи, особено младите и децата. За да се реализира тоа, двете општини ќе аплицираат за грантови од Светска банка и Европската унија, кои ќе се искористат за посета на општините. Ние ќе гледаме заедно со мојата колега, исто така да аплицираме доколку добиеме грант, да направиме една група од ученици, да ги зближиме нашите деца, да ги запознаеме со културите, со манифестации, со нивните традиции, да ги зближиме двете групи на млади деца, да бидеме блиски онака како што бевме блиски кога живееме во една држава. Градоначалникот на општина Петница Сами Раговиќ рече дека особено го радува што после првиот разговор со градоначалникот Митевски сватиле дека Петровец има перспектива. Незината голема предност се луѓето и хармоничните односи кои владеат во оваа општина. Посебен впечаток остави развојот на индустриската зона Ќојлија, која ги увери гостите дека во наредните години ќе биде доста перспективна општина. Посебно радува фактот што во општина Петровец живеат голем број луѓе од Црна Гора, а посебно од нашиот крај. Така што ова е добра препорака за соработка на двете општини. Можности за развој има и во општина Петница, како на културно и спортско поле, така и на економски план. Индустриската зона Ќојлија ќе биде доста привлечна и за бизнисмените од Црна Гора кои ќе инвестираат овде. Оваа индустриска зона е најголема во Македонија и има 77 инвеститори, а општина Петровец, според последните податоци, брои 9250 жители. Градоначалникот Борче Митевски, представувајќи ја општината и индустриската зона, рече дека за неколку години во Петровец ќе нема невработени жители, така што ќе треба да се вработуваат луѓе и од други